Корупција и непотизам, нефункционален и партизиран систем во кој нема можности за вработување и напредок засновани на знаење и квалитет, но и загаден воздух и лошо здравство. Бројни се причините поради кои голем дел од младите иднината си ја гледаат надвор. Од невладиниот сектор кој работи за и со младите. Велат дека мора да се подобри целиот систем за колку толку, да се поправи катастрофалната демографска слика во Македонија. Младите не се иселуваат од државата само заради недостаток на образование или недостаток на квалитетно образование. Се иселуваат поради недостаток на квалитетни можности за работа, поради корупцијата која владее во државата, поради лошиот јавен превоз, лошиот здравствен систем. Иако сме млади, сепак имаме истите проблеми како останатите граѓани во државата. И образовниот систем не е прилагоден на современите текови и на потребите на пазарот на труд. Сметаат младите кои велат дека застарените методи и програмите мора да се менуваат, да се воведе повеќе практична работа и менторство, а универзитетите да бидат вистински автономни. Во меѓувреме, се уште актуелен е скандалот со матурите, откако институциите, иако со построги мерки, втора година поред не успеа да превенираат масовно препишување на тестирањето за познавање на мајчиниот јазик. Од невладиниот сектор велат дека препишувањето е резултат на застарениот систем и побараа промени. Како систем за оценување на знаењата на средношколците е застарен модел и всушност препишувањето е само крајниот резултат на еден застарен модел. Сметаме дека институциите треба преку еден отворен и транспарентен процес да го ревидираат начинот на кој се оценуваат знаењата на учениците кои ги стекнале за периодот од сите 4 години. Од МОВ го осудуваат препишувањето на матурските тестови, бидејќи го сметаат за форма на корупција во образованието. Вината ја лоцираат кај сите засегнати во процесот, кај училиштата кои не ги подготвили доволно учениците, кај тестирачите кои не успеале доследно да го спроведат процесот, но и кај учениците, кои свесно одлучиле да препишуваат, односно да се впуштат во незаконски активности.